Сега, во контекст на онај Јани што го зборуваше утрово, во контекст на воскресението, дали можеме уште на почетокот да одговориме кој бил првиот вестник на воскресението? Бил ученик Христов, ама не апостол. Значи, апостолите се едно, а бил ученик. Ајде да не употребам друга... Не, добро, ајде, ти одговориме полека. Знаеме дека воскресението е надежта на христијанинот, најголемата надеж, победата на смртта. Замисли си, тоа е едно од нерешливите загадки на човештвото. Сакаат, се обидуваат, можеби, нели, преку тие генетски сега мутации, она се надеваат, па кога читав дека, не знам, до 2000 и не знам 300-та година, или не знам која, се надеваат дека ќе дојдат до, ќе го создадат човекот за да може да биде безсмртен, не знам, да никогаш не умре. Да, така некако беше премногу далеко име тоа, веројатно, затоа што многу се далеко од конечното решение, текако. Нешто што е нерешлива загадка. Меѓутоа, како што и брат Јани денеска кажа, гревот и смртта водат заедно. И гревот е нешто што е нерешливо за човекот. А решенијата на овие два проблеми на гревот и на неговата невеста, како кажете, или жена, смртта е само Господ. Што вели тамо во 1 Коринќаните 15:17? Ако Христос не воскреснал, суетна е нашата вера, вие сте уште во вашите гревови. Конечната победа е таа, кога Исус ќе стане од гробот, значи ја победил и смртта и придружникот со смртта, гревот. Или 19 стих, ако само во овој живот се надеваме на Христа, ние сме најнесрекните од сите луѓе. Ако не веруваме во воскресението, во вечниот живот. За жал, луѓето денеска, така наречени христијани, као веруваат, ќе направат неколку круга тамо околу црквата вечерва, ќе скршат некоја јајце и така натаму, па кажуваат символиката која е на јајцето, па не знам што и така натаму, меѓутоа верата ја нема, за жал. Јован 11:25, јас сум воскресение и живот, и вели Исус на Марта, кој верува во мене и да умре ќе живее. Тоа се јасни стикови на надеж, на најголемата надеж за христијанинот, дека постои друг живот, односно дека смртта е само заприка, не е точка во животот. Постои воскресение. И сега, таа голема надеж, таа порака за воскресението, најрадосната вест за човештвото, имал привилегија да ја однесе, или имала привилегија да ја однесе кој? Имала. Значи, жена е во прашање. Марко 16:9. А кога воскресна рано во првиот ден на седмицата, Јован ќе каже, уште додека беше темно, и се јави прво на Марија Магдалена, од која беше истерал 7 демони. Што, зарем Марија Магдалена, баш е таа што имала таа чест? Таа со 7 демони, таа блудницата, таа... Има сето ова порака, но за тоа подосна. Ајде да видиме зошто токму на Марија и припаѓа ова огромна чест. Ќе почнеме од првата средба нејзина со Исуса. И сега тука, паралелно со тоа како ќе одеме, ќе одговориме на прашањето, ќе се обидеме. Јас лично верувам дека е така, но и самата сестра Елен Вајд ќе го потврди тоа, да сватиме и да видиме дека таа жена од Јован 8 глава, прелюбницата, фатена во прелюба, таа жена што е сестра на Марта и на Лазар, таа жена што го помаза Христа пред неговото погребение, таа е истата таа жена и тоа е Марија Магдалена. Јован 8 глава, читаме од 1 до 11, тоа е првата средба нејзина со Исуса. Значи Исус отиде
на Маслинската гора, вели извештаот, рано наутро пак дојде во храмот и сиот народ доаѓаше при него. Тој седна и ги поучуваше. Тогаш книжниците и фарисеите доведоа една жена фатена во прелюба, откако ја поставија на средина, му викаат на Исуса. Значи сакаат да го фатат во стапица. Учителе, женава е фатена во самото дело на прелюба. Иако мажот го нема никаде, само жената е тука. А Мојсей ни нареди во законот да ги убиваме со камиња таквите. Ти што велиш? Ништо се морал да помине. И за саботата, и за... Значи, едноставно му поставувале стапици, сакале да го фатат на збор, на дело, дека го крши Мојсиевиот закон или ете, прави нешто против римската управа. Тоа го рекоа за да го искушаат, за да имаат зашто да го обвинат. Исус се наведна и пишуваше со прстот по земјата. Елен Вајд, Светото писмо не ни кажува, но Елен Вајд ни кажува што пишувал. Сеќавате ли што пишувал по земјата? Гревовите на овие, тајните гревови на овие другиве, кои што дошла да ја осудат жената. Но бидејќи и натаму го прашуваа, се исправи им рече, кој од вас е безгрешен, нека прв фрли камен врз неа. И пак се наведна, и пак пишуваше на земјата, и што? И тие кои го чуе тоа, бидејќи совеста ги убеди, значи, им бркна Исус во совеста преку она што го пишуваше, излегуваа еден по еден, почнувајќи од најстарите до последните. И сега толкувањето, зашто од најстарите? Па тие веројатно имале најдолга листа на гревови и први се препознале таму во песокот и почнале да напуштаат. И Исус остана сам со жената која што стоеше на среде. И ова е сега Евангелието во еден стих. Исус се исправи и рече, жено, каде се? Ни еден ли не те осуди? Ја прашува. Таа одговори, ни еден, Господи. Исус и рече, ево Евангелието, ни јас не те осудувам. По која основа не ја осудува? Затоа што знае дека и незините гревови и гревовите на сите ќе паднат врз него, ќе ги понесе на себе. Оди си и од сега не греши веќе. Ово е вториот дел кој што малку е понепопуларен и него не се презентира толку. Значи, да, Господ е тој кој што простува, кога ќе се покаеш, но го оставаш гревот и потоа Господ ти дава сила за да не грешиш повеќе. Оди си од сега и не греши повеќе. Значи, не и вели, оди од сега и обидувај се помалку да грешиш или не знам. Не, оди си и не греши повеќе. И неверојатна сцена на Божјата благодат овде, целото Евангелие во овој 11 стих. Но она што сакам да го нагласам исто и тоа дека на неколку места во Библијата, само на 3 места барем, јас знам каде што Господ пишува лично тој со своја рака, со свој прст. И тоа се интересни моменти. Значи, прво знаеме дека 10 заповеди Исус ги напишал, Бог ги напишал, да, со свој прст, законот. Значи, знаеме целата Библија, колку илјадници страни е, 66 книги и така натаму, колку писатели се некаде, околу 50, не знам, е напишано од човечка рака под инспирација на Светиот Дух. Меѓутоа, на овие места Господ лично пишува со своја рака. Законот, како многу битен дел, го пишува со свој прст. Јас би рекол правдата, затоа малку повеќе скленат сабота, меѓутоа сега ми дојде да го нагласам тоа, правдата ја прикажува. Кој е начинот како праведно да се живее. Потоа судот над Валтазар во 5 глава Данијел, онаа рака што пишува над зидот, мене текел уфарси. И измерен си најден лесен, твоето царство ќе се подели така натаму. Суд, правда, суд и ова е случајот, третиот случај, кога Исус ги запишува гревовите, но за разлика од законот на камен и пресудата на зид, гревовите ги пишува во прашината, во песокот. Да, лесно да ги избрише нормално, како човек се покае. Правда, суд и грев. Се сеќавате што кажува Јован 14 до 16, сега не ми текнува која глава беше за Светиот Дух. Светиот Дух ќе ве осведочи за правда, за грев и за суд. И обично тоа се најнепопуларни теми кои се зборува за такви теми, како и утринава на Брадјани, фала му на Бога, убава тема беше наистина.
Значи, ова е таа прва средба на Марија Магдалена со Исуса, неговата благодат ја почувствувала и може да замислиме овде да си представиме една слика, иако не ни е прикажено преку стиховите. Ова е единствениот опис на оваа средба, значи нема ова во другите евангелија, освен овде, во Евангелие по Јован, дека таа коленичи, таа е тука падната доле на земја покрај Исуса, кој што не ја осудува, туку и простува и дава сила да не греши понатаму. И вели, оди и не греши понатаму. И интересно е, грешница донесена тука во храмот, во најсветото место, во најсветиот град, пред најсветиот, пред оној кој што никогаш не е погрешил. Како ние би се чувствувале? Како ние би се чувствувале да, не знам, Исус влезе сега преку вратата, да влезе во црква, не знам. Во негово присуство, како грешни, како никакви. Донесена пред неговите нозе. И дали ова е Марија Магдалена? Сега се поставува прашањето. Ако во другите евангелија, при она сцена во куќата на Симон Лепрозниот, знаете кој е Симон бившиот лепрозен, го поканува Исуса како резултат на благодарност негова, Исуса кај него, во неговиот дом. И тука една жена, велат другите евангелија, само Јован го открива името, доаѓа, вели, ја истакнуваат другите евангелисти како грешница. Дури Симон вели со зборовите, да е овој пророк би знаел која е и каква е ова жена која се допира до него дека е грешница. Ова е моментот кој што асоцира на тоа дека тоа е пак блудницата Марија Магдалена, а Јован, во Јован 11.2, истакнува, а Марија, чиј брат Лазар беше болен, беше она која го помаза Господа со миро и ги избриша неговите нозе со својата коса. Сега, дали е тоа Марија Магдалена, која што е сестра на Лазар и на Марта, и тоа е таа она која што го помазала Господа со миро? Видите што вели Елен Вајд во Копнежот на 568 страна и дури дава одговор на она дека Марија Магдалена била првата она која што го објавила воскреснатиот Спасител. Со негова благодат, со Божја благодат, станала соучесник во божествената природа, таа која паднала и чиј што ум бил врталиште на лоши духови, јасно на кога лудира, во служба и заедница, со Божја помош била доведена многу близо до Спасителот. Таа била Марија која седела крај неговите нозе и учела од него. Алудира на домот на Лазар, Марта и Марија, каде што Марија била таа која што, за разлика од Марта која што служела, се потрудила во кујната и така натаму околу тоа да му послужи, да го пречека Исуса, како што доликува. Марија била таа која што клечела пред неговите нозе и слушала, го голтала секој збор. Тоа била Марија која го излеала скапоценото масло на помазание врз неговата глава и ги квасела неговите нозе со своите солзи. Марија стоела крај крстот и таа Христа го следела до гробот. Марија била прва на гробот по неговото воскресение. Марија била прва која го објавила воскреснатиот Спасител. Ево, тој спој овде и преку стиховите што ги прочитавме, каде гледаме дека тоа е таа иста особа. И исто еден друг доказ, никаде во Библијата нели се спомнуваат многу жени, повеќе Марии, меѓутоа нигде не се спомнуваат заедно Марија од Витанија, да кажеме, со Марија Магдалена заедно. Никаде не се спомнуваат заедно. Тоа е исто момент кој што алудира на тоа дека тоа е една иста особа, не може да ги... Копнежот, 568 страна. Сега дали беше... Не. Не ми текнува, меѓутоа ќе провериме. Главата е во врска со сцената во куќата на Симон Лепрозниот. Да, помазувањето. Да, тоа е таа глава, точно. Иако, еве сега момент да се спомне, иако подосно малку ќе проговориме за тоа, дека во главата
зошто плачеш, значи при онаа средба на гробот со Исуса, воскреснатиот, се дава впечаток и тоа е така дека Марија прва стигнува на гробот, меѓутоа потоа доаѓаат други жени. Марија во меѓувреме го напушта гробот, значи само гледа дека каменот е тргнат и оди им кажува на Петар и Јован. По тие нели трчаат, се натрчуваат кој поправ ќе стигне, а за тоа време на жените им се јавуваат ангелите и им кажуваат дека Исус е воскреснат. И тие одат под наредба на ангелите, одете и однесете ја веста. Марија не знае се уште. Потоа таа доаѓа со Петар и Јован и они гледаат што гледаат, влегуваат во гробот, гледаат дека е празен, па се враќаат назад, а Марија останува на гробот и тогаш се случува средбата со Исуса. И таа потоа оди да им јави. Значи, лично таа прва го гледа, прв и се јавува, како што велеше стихот во Марко. Затоа и се смета, веројатно, дека е прва која што го објавила воскреснатиот Спасител, иако и другите жени ја слушнале веста, меѓутоа не го виделе се уште воскреснатиот Исус. Сега зборуваме за ликот на Марија Магдалена. Зошто ја имала таа чест прва да ја однесе оваа вест на надеж? Марија крај Исусовите нозе во служба и во проучување всушност. Ова е делот во Лука 10 глава, каде што нели се опишува она сцена каде што Марија клечи покрај неговите нозе и прима од словото, како што малку претходно прочитавме. Знаеме дека Исус милувал да оди во овој дом и сега ќе кажете, знаете, често пати ова може да се поврзе со она, знаете, проповедникот не треба да си има своји луѓе, да кажеме, некоја група со кој што повеќе се дружи во однос на други или така. Значи, да, умилени верници, да кажеме, гледаме како кај Исуса дека е имало така, меѓутоа не, Елен Вајд кажува зашто тој највеќе милувал тамо да оди. Зашто тие биле секојаш спремни да го слушаат. Човекот на улица, ваму, таму проповеда, го отфрлаат и така натаму сакаат да го убијат и едноставно сакал некојаш да си одмори душата, да отиде таму кај што е примен, секојаш бил примен. И гостопримливата Марта е тука. Значи, да прочитаме, да се подсетиме, кога одеа, влезе во едно село, некоја жена по име Марта, знаеме дека тоа е Витанија, го прими во својот дом, а таа имаше сестра по име Марија, која седна при нозете на Господа и го слушаше неговото слово. И знаеме дека Марта изреагирала тука, сакала да го поттикне Исуса, да ја каже на Марија да стане да ја помогне. Но Исус ќе ја каже: Марта, Марта, во 41 стих, ти се грижиш и се вознемируваш за многу нешта, а потребно е едно. Марија го избра добриот дел, што нема да и се одземе. И сме слушале тука доста проповеди на овие теми, значи, битно е што ни е приоритет во живот. Треба да ги поставиме работи како што треба. Точно е дека се битни карактеристики на Марта. Меѓутоа, сеќавате во 7 глава Матеј што им вели Исус на оние кои што доаѓаат, со што се фалат тие? Па ние во Твое име правевме ова, правевме тоа, а тој им вели: одете од мене вие кои што правите беззаконие, не ве познавам. Че ние во тоа правење за Бога може да го изгубиме Бога од вид. Прво и основно е таа заедница со Него, кој што треба да имаме, тоа што Марија го покажува овде на дело. И битно е тоа да се каже: седната при неговите нозе, како и претходно, како грешница при средбата, првата средба во Јован 8 глава. Ќе видите зашто тоа го истакнувам. Во Јован 11 глава, кога Лазар починал, знаете, Исус малку се задржал намерно, му префрлале за керката на Јаир, па дали била мртва, па може не била, па сега, на 4-тиот ден, откако почнал да мириса дори. Лазар доаѓа и Исус доаѓа, претходно во 25 стих гледам мал дел од онаа средба со Марта, кога и вели: јас сум воскресение и живот, кој верува во мене и да умре ќе живее, и секој кој живее и верува во мене нема да умре довека. Веруваш ли во ова? И таму вели: да, Господи, јас верувам дека ти си Христос, Божиот син, кој треба да дојде во светов. Што му го рече тоа, отиде и ја повика сестра си Марија и рече скришно: учителот е тука и те вика. И сега сцената со Марија. И таа, штом го чу тоа, стана брзо и отиде при него. 30 стих, имено Исус уште не беше дошол во селото,
туку беше на местото каде го сретна Марта. Јудејците пак кои беа со неа дома и ја утешуваа, штом видува дека Марија стана бргу и излезе тргнаа по неа мислејќи дека оди на гробот за да плаче таму. А кога Марија дојде таму каде што беше Исус и кога го виде, падна пред неговите нозе. Видите, ова нејзина навика. Ова нејзина убава навика која што треба ние да имаме. Падна пред неговите нози и му рече: Господи, да беше тука, немаше да умре брат ми. Многу добро ги сваќала некој од работите. Знаела дека Господ е животот, дека во него е животот. Ако беше тој тука, еве ќе го исцелеше, значи немаше да дозволи да отиде до таму. Кога Исус ја виде како плаче и како плачат јудејците кои дојдоа со неа, се растажи во духот и се потреси. Знаеме, после следува оној стих. И Исус просолзи, најкраткиот стих во Библијата. Повторно гледаме сега Марија во жал по својот брат на колена пред Исуса. Го моли. И знаеме дека ќе биде одговорено на некој начин на тие молитви, на можеби неочекуван начин за нив. Марта претходно му рекла: па да, знаеме ние дека ќе воскреснат мртвите во денот на воскресението. Сега во 7 глава Лука одиме. Тоа е онаа сцена во куќата на Симон Лепрозниот. Прекрасна една сцена, многу добро позната, не мора се да читаме. Прилегнати се на трпезата во домот на фарисеот и една жена, вели, од градот во Елука, значи само Јован ја спомнува по име, Марија, која беше грешница, кога научи дека тој е прилегна до трпезата во фарисејската куќа, донесе со себе алабастерски сад со миро. И какво било мирото, повторно Јован ни кажува: нардово миро. Ако читате, ако тоа е точно, не. Било посебна некоја билка која што се берала тамо на Хималаите, дори тие предели натака Непал, не знам каде. Значи, едноставно, толку било драгоцено тоа миро, толку било ретка таа билка и затоа било толку драгоцено и скапо, но таа не марала за ништо од тоа. Ги бришеше и застана зад неговите нозе, плачејќи, и почна да му ги имие нозете со солзи. Повторно е крај Исусовите нозе. На тоа ставам нагласок постојано. И ги целиваше неговите нозе и ги помазуваше со миро. И кога го виде тоа фарисеот кој го повика, рече во себе си, значи Симон, тоа повторно претходно го прочитавме, да е овој пророк би знаел која е каква оваа жена кој се допира до него дека е грешница. Како дозволува едноставно? Меѓутоа Исус дошол за грешните. Исус му одговора: Симоне, имам да ти кажам нешто. И сега оној пример убав. Учителе, кажи, двајца му беа должни на еден заемодавач, едниот му должише 500 динари, а другиот 50. И бидејќи немаа да му вратат, тој им простигне двајцата. И така, кој од нив ќе го возлюби повеќе? И Симон точно одговара: мислам оној кој му повеќе му подарил. А тој му рече: право пресуди. И кога се заврте кон жената, му рече на Симона: ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти не ми даде вода за нозе. А знаеш што направи за тебе, нели? А таа со солзи ми ги облеа нозете и со својата коса ги истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов не прекратува да ми ги целива нозете. Какво згрозување било тоа за нив? Сите ја знаеле која е и што е. Ти не ми ја помаза главата со масло, таа ми ги помаза нозете со миро. Затоа ти велам, простени ти се многу греови, простени и се многу греови, зашто имаше многу љубов. Кому малку се простува, малку љуби. Ова не значи дека сега треба да идеме и да грешиме и после Господ ќе ни прости и на тој начин повеќе ќе го љубиме. Не туку затоа што Марија била свесна за големината на незиниот грев, на незините гревови. Симон не е свесен, иако и погрешен и од неа. Јас порано зборував, не знам колку тоа може да се потврди, меѓутоа, знаете, со оној пример што Исус го дава, не знам кај беше во Евангелијата, каде што, нели, се чисти домот, духот, демонот го напушта домот и кога ќе дојде ќе види дека е чист, уреден, ама празен,
Оди и вика уште 7. Полоши од него и доаѓаат. И колку стануваат? 1 плюс 7? 8. Марија имала 7 демони, или како што читавме. И Елен Вајд кажува, сега не знам, се присеќавам, имаше цитат, постоеше цитат од незините списи, дека самоправедноста е страшна работа. Самоправедност што имале фарисеите. Тоа е исто, вика, како да, сега не кажува она бројка, меѓутоа, како да си обседнат буквално. И тоа важело за Симон. Симон бил многу погрешен од Марија, меѓутоа он не ја сваќал големината на својот греф. И затоа и помалку му се простува, како што вели во. И помалку љуби таквиот. Не сака Господ Исус да направи тука разлика, нели, овој со 50 треба да ги врати 50 и овој 500 треба да ги врати. Дали ваков греф или таков греф, ние сите сме грешни пред Господа и на сите ни е потребна прошка. Но треба да бидеме свесни дека гревот каков и да е, значи ние не можеме да го исплатиме никако. Нам ни е простено по благодат се спасуваме. Ако се покаеме нормално, ни е простено. Меѓутоа, колку сме свесни за тоа каков е нашиот греф и колку ни е простено, тоа додава на нашата љубов, што му е возвраќаме на Господа. Делото што таа го направила, вели, нели, Исус, ќе се памти секојаш додека се проповеда Евангелието. Таа всушност го прикажала Евангелието на дело, без ниеден искажан збор. Ја излеала душата буквално, дала се од себе. Не марала колку тоа кошта, а нели го проценили на 300 денарии. Ова миро. Цела една годишна плата. Тоа е љубовта што ја покажала. Значи, во овој одсек, во овој дел, повторно ја гледаме покрај нозете на Исуса и тоа ги целива, му ги, значи, мие со солзите своje и со мирото, го миросала уште пред погребение. Какво дело направила. И сега доаѓаме полека кај крстот. Лука 23:49. Знаете каков бил петок. Знаете дека предходно, кога било популарно да се следи Исус, го следеле. Знаете во Јован 6 глава колку многу го оставија, нели, па им се обреќа на учениците. На крстот кој го остави? Па сите го оставија. Сите се разбегаа, сите се соблазнаа. Вика, а сите негови познати стоеја подалеку и жените, значи не станува збор овде за учените, за апостолите. Сите негови познати стоеја подалеку и жените, кои дошле по него од Галилеја, го гледаа тоа. Но видите Јован што кажува? Сега издвојува тука некој од жените. Едни стоеле подалеку. Јован 19:25. А при Исусовиот крст, крај Исусовиот крст, стоеја мајка му, Марија, и сестрата на неговата мајка, Марија Клопина, мислам дека ова е мајката на Клеопа, така некако. Клеопа, еден од двајцата, да. И Марија Магдалена. И Марија Магдалена, тука при крстот, повторно крај неговите нозе, знаете, висината малку на крстот, тука е. Марија е постојано покрај неговите нозе. Сестрата на Марија, Богородица. Не. Значи, стоја мајка му и сестрата на неговата мајка, Марија Клопина и Марија Магдалена. Па да, тука се 3 Марии, да. Меѓу тие 3 Марии се, да. А ти сакаш да знаеш дали се 4, може би, со сестрата на, да. Да, повеќе Марии се. Не, 4 личности се спомнуваат. Значи, мајка му, на Исусовата мајка, сестрата на неговата мајка, Марија Клопина и Марија Магдалена. 4 жени. Да, тетка му. Марија на Клеопа и Марија Магдалена. Па не е спомната, да.
И внимавајте сега, каде е се Марија Магдалена, каде ја гледаме? Сега ја гледаме на едно место на кое што Елен Вајт не советува и ни кажува дека барем по 1 час дневно треба да поминуваме покрај крстот Голготски. Во размислување за тоа што значи крстот, што се случило таму, затоа што таму ќе познаеме грозотијата на гревот, таму ќе согледаме својот грев, ќе се гнасиме од него и таму ќе видиме и цената која што била платена и големината на љубовта која што Господ ја покажал за грешниот човечки род. И сега доаѓаме во Марко 15 глава, од 42 до 47 ќе читам. А кога веќе се свечери, бидејќи беше подготвување, односно ден спроти сабота, односно петок, дојде Јосиф од Ариматеја, почитуван советник, кој самиот го чекаше Божиото царство, се осмели и влезе при Пилата и го побари своето тело. Знаеме дека тој бил таен Христов следбеник. Сега доаѓа сила, се осмелил, а Пилат се зачуди дека веќе починал и го повика стотникот и го праша дали починал одамна. А што му узна од стотникот, му го даде на Јосифа мртвото тело, тој купи леено платно, го симна, го завитка во платното и го положи во гроб, што беше издлабен во карпа и навали камен пред вратата на гробот. А Марија Магдалена, 47 стих, и Марија Јосиева гледаа каде е положен. Тие се постојано тука. Покрај крстот, мислам конкретно на Марија Магдалена, покрај крстот, таа е тука и покрај гробот, гледа каде е положен. И сега, во 20 глава, Јован не мора тука се да чита, меѓутоа тука е тој расплет. Значи, во првиот ден на седмицата, од првиот стих читам, многу рано, доека уште беше темнина, Марија Магдалена дојде на гробот, прва. И виде дека каменот од гробот е поместен. Па отрча, вели, дојде при Симона Петра и другиот ученик, кого Исус го љубеше, знаеме. Јован никогаш не се пишувал сами од себе. И им рече, го дигнале Господ од гробот, не знаеме каде го положили. Потоа Петар и другиот ученик излегуваат, одат кон гробот, стигнуваат таму, гледаат дека навистина гробот е празен. Марија стига со нив малку покасно, веројатно, овие како мажи побрзо трчале. И Марија останува тука. Они се вратија дома, 10 стих вели, а Марија стоеше надвор при гробот и плачеше. Така доека плачеше, погледна во гробот и виде 2 ангела, како седат во бели облеки, таму каде лежеше Исусовото тело, едниот крај главата, другиот при нозете. И ти рекоа, жено, зошто плачеш? Им рече, го дигнале мојот Господ и не знам каде го положиле. Откако го рече тоа, се обзрана и го виде Исуса како стои, но не знаеше дека е Исус. Чи описот е само тој, дека го видела, ама не знаела, помислила дека е градинарот. Исус и рече, жено, зошто плачеш, кого го бараш? Мислики дека е градинарот, таа му рече, Господине, ако го изнесе ти, кажи ми каде го положи, јас ќе го земам. И Исус и рече, Марија, и се обраќа по име. Таа се заврте и му рече, Равуни, што значи учителе, веќе го препознал. И сега, мислам дека се 7 места спомнати. 7 места кај што ја гледаме Марија од онаа грешницата во домот на Симона, претходно во својот дом со Марта, со Лазар. Секојаш ја гледаме кротка, понизна, клекната тука покрај Исусовите нозе. Спремна да чуе, спремна да научи. Покрај крстот, покрај гробот, прва во неделата, на денот на Воскресението. Позарам, не заслужила да биде таа првиот вестник на Воскресението. После се тоа што го гледаме, што е клучното? Ќе прочитам пак Марко 16:9, да се посетиме. А кога воскресна рано во првиот ден на седмицата и се јави прво на Марија Магдалена, од која беше истерал 7 демони. Сега, ако читате во Копнежот на вековите, што сакам овде да истакнам? Пак на 568 страна, вели вака Елен Вајт, за овие 7 демони.
Знаете, ние, кој ќе слушнеме 7 демони, сваќаме дека, значи имала 7 демони, за разлика нели од оние легион демони и така натаму, па Исус дошол и ги истерал 7 демони. Не, видите што вели Елен Вајд, 7 пати чула како ги укорува лошите духови што владееле со незиното срце и ум. Ова остава впечатлок дека таа имала борба со таа своја состојба еден одреден период и 7 пати Исус правил тоа што правил, значи ги укорувал, вели, лошите духови и сакал да ја ослободи од таквата состојба. Ова може би подсеќа на нешто, знаете, 7, денеска се спомна седмицата. Што би можело да значи 7? Може да кажеме вака, не мора да прифатите. Марија била целосно под власта на греот. Па зарем не можеме ние да се идентификуваме со неа или не знам светот надвор. Ние сме биле некојаш, може би се уште сме, не знам. Господ знае. Како вели во Пословици 24:16, праведникот ќе падне и 7 пати, ама станува. И тоа може да се случи со праведникот. Значи, целосна власт на гревот, но дозволила да Господ ја очисти, да ја ослободи, да се покае, да дојде кај Него и да стане најверниот Негов следбеник, тоа го видовме преку овие случаи. И секојаш е покрај нозете на Исуса. Значи, пораката е дека не постои токав грешник кој што не може Господ да го употреби за некое славно дело. Марија Магдалена е првиот вестник за најголемата надеж, надежта, веста за воскресението, победата над смртта. Еве, ќе ги спомнеме тука и другите жени, еве, да бидеме коректни спрема оно што го запишал Елен Вајд во една од своите глави. Но Марија Магдалена е таа кој што имала првата средба. На неја прво и се открил. Била секојаш тука покрај него, кога сите го напуштиле. Една жена, една блудница, една, значи, обседната жена со 7 демони, вели овде. И интересни се тие сцени, значи, ги немате никаде апостолите, ги немате сите распрскани, сите соблазнати. На крстот од десната страна од него виси еден разбойник, тежок криминалец, и ако читате таму Елен Вајд вели дека тој е оној кој што го охрабрил Исуса, дека не залудно ќе умре на крстот. Не гледал никакви резултати, се разбегали, така натаму го плукале, ајде сими се од крстот, го се смевале со него. Тој е тука кој што го прифаќа од десно од него. Тоа било едно огромно охрабрување за него. Потоа ја гледаме оваа блудница, оваа грешница која што е постојано до него. Зошто? Затоа што сватила колку многу простил Господ. Ја изделала сета своја љубов кон него и станала негов најверен следбеник. Значи, едната работа е таа што кажав. Нема толку голем грешник што Господ не може да го искористи во својата служба. Тоа е големината на Бога, Бог е љубов, големината на неговата благодат. И една исто друга работа која што е запишена во прво послание до Коринќаните, 1 глава, од 27 до 29 познати стихови, со тие ќе завршиме. Туку Бог го избра оно што е безумно пред светот за да ги посрами мудрите, што е слабо пред светот, Бог го избра за да ги посрами силните. И што е неблагородно, што е презрено во светот и она што се смета за ништо, Бог го избра за да го уништи она што е нешто. За да не може ниедно тело да се пофали пред Бога. Бог го избра она што е ништо, затоа што он е мајстор од ништо да направи. Така всушност создава Бог од ништо, екс нихило. Од ништо, од она што е презрено. Што која била Елен Вајд? Ви се молам. Бог ја избрал неа. Да, претходно избрал други двајца, како што слушавме над сабота, знаеме. Потоа паднал изборот на неа. Она што е слабо, што е презрено, која била Марија Магдалена, видовме. Но таа била избрана, таа била таа на кој што Исус и се јавува прво ден, недела, денот на воскресението, и таа била онаа кој што ја однела веста, иако нели не ја поверувале. Знаете, во тоа време било
на суд да дава исказ жена, тоа исто како да, мислам, не се прифаќало како нешто веродостојно. Тоа време жената наистина била доста на ниско ниво. Се сеќавате од минатите стихови, спомнавме, Исус застанал со самарјанката. Тоа било самото по себе неверојатна сцена, меѓутоа не смело и не требало според некои нивни закони воопшто маж да стои со жена на улица, па дури со својата жена. А Господ ги избрал жените и токму Марија Магдалена, она која што била најпрезрена од светот, блудницата Марија Магдалена, за таа да ја однесе веста на надежта. Неверојатна порака за секој од нас. Никој од нас не може да падне пониско од ова, да кажам. Да се смета за, не знам, значи ѓаволот е тој кој што сака да ви ги наметне тие мисли дека сте безвредни, дека сте никој ништо, дека Господ не мисли на вас едноставно, не размислува, не рачуна на вас. Не е точно. Преку ова гледаме повторно Божиот карактер и неговата благодат. Слава нека му е на Бога. Голема е, Господи, Твојата милост и на неа се надеваме, Господи. По благодат сме спасени преку вера. И тоа не е од наши дела воопшто, за да не се пофалиме. Она што го гледаме и кај Марија Магдалена и кај мнозина други, гледаме дека тоа е всушност како израз на Твојата љубов, на Твојата прошка. Кон нас се раѓа таа неизмерна љубов и во нашите срца, за да Ти возвратиме, Господи. И тие дела се всушност производ на таа вера која што работи преку љубовта, која што вели Павле во Ефесијаните, мислам дека беше. Ти благодариме, Господи, за овие примери, за овој пример на Марија Магдалена, на една посветена личност, онаа која што секогаш коленичела, била покрај нозете Христови, спремна да биде поучена, да биде водена, да служи. И навистина голем пример за нас, и затоа ја имала и таа чест, за да ја однесе веста на надежта, веста за воскресението, веста дека смртта е конечно победена како последен непријател. Вест во која што и ние денес треба да веруваме и да ја однесеме до овој свет кој што пропаѓа, кој што еве ќе го слават Великден, но прашање е колку многу од нив веруваат навистина во воскресението. Сведоци сме за тоа дека многу малку од нив, многу малку навистина. Ние со цврста вера во воскресението, затоа што Исус воскреснал и затоа што смртта е победена, да им однесеме таа вест на луѓето, да се зарадуваат, затоа што навистина тоа е радосна вест. Тоа е суштината на радосната вест, дека има лек за гревот, и тоа не е кај нас, туку кај Господа, и има лек за смртта како придружничка на гревот. И тоа е повторно кај Господа, затоа што Господ ја победи смртта преку Исуса Христа. Помогни ни, Господи, Ти во носењето на веста, во таа радосна вест, и води не во оваа нова седмица во која што туку навлегуваме, да бидеме ние радосни, затоа што Те имаме како таков Спасител, како таков Бог, кој што не љубиш и не возлюби со вечна љубов од дамнина. И ни укажуваш милост секој ден. И пред сите искушенија и предизвици пред кои што ќе излеземе, Господи, да се фатиме за Тебе, да паднеме пред Твоите нози и да бараме помош, и Ти ќе ни ја дадеш, затоа што си обезбедил излез од секое искушение, и тоа си го ветил. За се Ти благодариме, Господи, за Твоето водство до овој момент и понатаму што ќе не водиш во нашите животи, во Христово име, во се срце Те помоливме, Ти благодариме.